Денеска сме во населбата Хиподром, заедно со градоначалникот на градот Скопје, господинот Коце Треновски, заедно со директорот на АДЛМ, господинот Мицковски, и тука со нас е и директорот на подружницата на ЕЛМ Енергетика, господинот Маријан Милошевски. Денеска сме овдека заеднички да промовираме еден проект кој што подолго време го разговаравме заедно ние меѓу нас, а и со граѓаните. Едно од барањата на жителите од овој дел од општина Газибаба беше да како можеме да им помогнеме во делот на користење на топлинската енергија која што ја добиваме во општина Газибаба од АДЛМ подружница енергетика. Направивме заедничка координација и еве денеска тука меѓу граѓаните ќе го промовираме овој проект. Сметаме дека има повеќе ефекти со ова наша заедничка поддршка во реализација на овој проект. Проектот се однесува на поддршка и субвенционирање во делот на изградбата на подстаниците, изградбата на примарната, секундарната и терцијалната мрежа во самите стамбени згради и изградба на нова примарна мрежа на 3 улици. Значи, во делот на изградбата на инсталацијата во стамбените згради, општина Газибаба, градот Скопје и АДЛМ комплетно ќе го субвенционираат тој дел, односно изградбата на подстаниците и, да кажам, вертикалите, примарната и секундарната мрежа, а изградбата на терцијалната мрежа во самите станови од страна на АДЛМ ќе се направи напори да таа биде изведена, а потоа граѓаните на одреден број на рати тоа го отплатат без камата. Во делот на изградбата на улиците, односно мрежите кои се планирани по трите улици, тоа се во улиците во Триангла, Анри Барбис, улицата Јордан Јорданов во Маџари и Јордан Пиперката во Маџари, општина Газибаба ќе земе обврска да направи враќање во првобитната положба, односно по поставување на инсталацијата, тампонирањето и асфалтирањето ќе биде обврска на општина Газибаба. Сметам дека овој проект ќе најде на голем интерес кај граѓаните. Офатени се околу 947 станови во зградите и 113 куќи. Значи вкупно ќе бидат офатени околу 1050 домаќинства. Голем е бенефитот и од аспект на пред се екологијата, затоа што голем дел овие граѓани се користат електричната енергија за затоплување. Дел од нив имаат и ќумбиња, односно користат цврсто гориво за грејење. Значи еколошкиот аспект е голем. Овие 1050 граѓани верувам дека ќе ги мотивираме да се префрлат на ова енергетски ефикасно грејење. А второ, исто би потенцирал затоа што посебно во населбата Хиподром се работи за доста стари згради кои што имаат дотрајана електрична инсталација. За жал еве во изминатите години имавме и неколку несреќни случаеви каде што поради прекумерно користење на електричната енергија, а дел од овие згради, како што напоменав, имаат дотрајана стара електрична инсталација, постои голем ризик и да имаме и опожарување на објектите, како што напоменав, такви случаи имавме изминатите години. Затоа верувам дека еве со овој наш заеднички ангажман ќе ги мотивираме граѓаните да го користат ова грејење, се со заедничка цел и од аспект на екологијата и побезбедно, посигурно, а верувам дека со зголемување на бројот на конзумот на корисници ќе биде и поекономично и поисплатливо грејење за жителите од општина Газибаба. Воедно еве на крајот една голема благодарност до градот Скопје и АДЛМ затоа што наидовме на разбирање кај нив, односно овие барања кои што беа од страна на жителите од населбите Железара, Автокоманда, Маџари и Триангла, еве најдовме на разбирање кај нив и заеднички ќе помогнеме да го реализираме овој проект. Колку пари ќе се трошат од општинската каса, зошто сега го правите ова, тоа што рековте дека ова е побарање на самите жители? Да, значи точната пресметка ќе ја знаеме за некаде 20 на дена. Во моментов тоа да го дополнам, општина Газибаба ангажираше фирма. Советот на општината донесе одлука да помогнеме и во изработка на проектната документација. Значи комплет за овие станови се изработува комплетна проектна документација за целата инсталација. Некаде до 15 август ќе ги имаме точните пресметки и ќе знаеме точна сумата со која што ние на следната седница ќе донесеме одлука за наше учество во делот, како што напомена, во поддршката за изработка на овие инсталации. Најголем дел работите ќе се одвиваат следната година, некаде планираме крајот на октомври, почетокот ноември да започнеме со работа на терен.
така да точната пресметка ќе се знае следната година. Ориентационо верувам дека она што ќе биде како обврска на граѓаните ќе биде прифатлива, затоа што еви директорот ќе ги каже попрецизно условите што ќе бидат за отплата. Значи ќе бидат прифатливи цени кои што верувам дека голем дел од граѓаните ќе прифатат да се грејат на овој тип на грејење. Нашата пресметка се уште не ја знаеме прецизна, како што напоменав, затоа што проектите се во фаза на изработка, за дел од градите се изградени, се изработени проекти, да некаде 15 август ќе бидат готови, после тоа следи тендерската документација со потпишување на заедничкиот меморандум помеѓу градот Скопје, општината и АДЛ. Добро, овој проект представува уште еден од низата проекти кои што АДЛ ги спроведува и кои што има за цел да го збогати неговото производно портфолио. Секако интересите на граѓаните се и наша примарна цел. Токму од тие причини ние се одлучивме да најдеме начин како да го стимулираме проширувањето на нашата топловодна мрежа во границите на градот Скопје. Една од можностите која што ни се нуди во овој момент е проширување токму во ова мало. Проект кој што се подготвува повеќе од една година, да се надоврзам на вашето прашање од претходно кое што го поставивте на градоначалникот на општина Газибаба. Подготовките за овој проект започнуваат во период од нешто повеќе од една година. Самиот процес започнува со една така наречена анкета која што се спроведува помеѓу граѓаните, дали постои интерес за приклучување на една ваква мрежа која што ќе овозможи централно грејење и затоплување на самите домови. Потоа следува проект на изработка на физибилити студија, потоа иде проектирањето и така натаму, и на крај последна фаза изведбата. Сите оние претходни фази, односно подготвителни фази, ние ги поминавме заедно со општината Газибаба и градот Скопје, и токму сега дојде тој момент кога овој проект треба да се ефектуира. И токму затоа сме ние сега дека пред вас да кажеме дека процесот кој што следи понатаму е процес кога конечно почнуваат теренските работи. Градоначалникот кажа дека станува отприлика збор за некаде околу 950 домаќинства, станови, згради кои што ќе бидат опфатени, ќе бидат изградени топлински подстаници, исто така ќе биде изградена и секундарниот развод. Она што АДЛМ го превзема како сопствена обврска во овој момент, а кој што е резултат на доброто и позитивно работење во изминатиот период, е да обезбеди бескаматно кредитирање на самите домаќинства. Диапазонот на рати се уште се анализира, но тоа ќе биде некаде помеѓу 60 и 120, или еве вака грубо кажано, доколку е потребно да се изгради разводот до грените тела во еден стан, и доколку тоа чини некаде отприлика околу 500 евра или околу 30.000 денари, на 60 рати или околу 5 години, тоа значи дека месечната рата би била некаде околу 500 денари. И таа ќе биде вкалкулирана во сметката. Доколку одлучиме бескаматно да кредитираме во период од 10 години, тоа ќе значи 250 денари. Но она што е поважно е што граѓаните ќе го зголемат својот комфорт, што е во нивен интерес. Од друга страна, имајќи предвид дека примарниот енерген што ние го користиме за производство на топлината еколошки природен газ, значи намалување на загадувањето на град Скопје, еден од проблемите кои што во изминатите години нели бара градот Скопје и општина Газибаба и АДЛМ тука се вклучува со овој проект да го реши. Потоа, од друга страна, имаме енергетски ефикасно искористување на затоплувањето на домовите, така што имаме низа бенефити кои што со реализацијата на овој проект ќе значат крајно подобрување на комфорот на живот на граѓаните, а од страната на ЕЛЕМ, колку повеќе ние имаме приклучоци, да речеме до сега ако има АДЛМ 3.500 корисници, со овие 1000 ќе имаме 4.500, тоа значи дека драматично намалување на цената на цената на чинење на затоплување што ја плаќаат граѓаните и за овие 3.500, но и за овие 1000 кои што очекуваме да ни се приклучат во овој период. Така што да сумирам, имаме многу бенефити. Првиот бенефит е, рековме, комфорот ќе се подобри на граѓаните во нивните домови. Од друга страна имаме еколошки намалување на загадувањето, потоа енергетската ефикасност во домовите на граѓаните и на крај намалување на сметките за затоплување на домовите на сите корисници на АДЛМ, тоест на нашата подружница енергетика. Кога планирате да финишира овој проект? Па еве, како што кажа градоначалникот, проектот, основниот проект би требало да заврши со изработка некаде крајот на август месец.
следи процес на оној формален законски дел кој што мораме да го запазиме, тоа е да се обратиме до Советот за јавни набавки, потоа следи нивно позитивно одобрение да го распишеме тендерот, ако се види како што треба, некаде последниот квартал од оваа година на крај негде таму ноември месец да се почне со теренските активности, за да можеме во грејната сезона следна да веќе ги имаме сите оние приклучоци кои што ги планираме. Јас би го искажал своето задоволство од почетокот на овој проект, а воедно би искажал благодарност до директорот на АДЛМ, значи господинот Кристијан Мисковски, исто така до градоначалникот на општина Газива, како и директорот на енергетика, господинот Ношевски, за бидејќи овој проект е навистина потребен за граѓаните. Мислам дека се движиме во вистинскиот правец, во правецот на стратегијата за климатските промени која донесе градот Скопје, како и планот за намалувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух 2013-2017 година, со кој што е предвидено да овие компании како што се БЕК и ЕЛЕМ енергетика, кои што ги снабдуваат граѓаните со топлинска енергија, да стигнеме до што повеќе домаќинства, а со тоа да го намалиме загадувањето во градот Скопје, а воедно исто така и да направиме поголема енергетска ефикасност. Значи, како што слушнавте, како што кажа директорот на ЕЛЕМ и градоначалникот, некаде околу 1000 до 1050 домаќинства со овој проект ќе се од следната грејна сезона, не од оваа сега што е туку тоа следната, ќе почне да се затоплуваат со топлинска енергија и смета дека 1000 домаќинства по 7 метри кубни, 7000 метри кубни дрва годишно помалку ќе се сечат и помалку ќе се употребуваат за загревање, помалку ќе загадуваат околината. Ние како град Скопје, значи имаме во нашата стратегија да ги субвенционираме и помагаме овие предпријатија заедно со централната власт и заедно со општините, што повеќе да расшират својата мрежа, да стигнат до што повеќе домаќинства, што сметаме дека ова е еден од најдобрите начини за намалувањето на загадувањето во градот Скопје. Градот Скопје ќе учествува во субвенционирање со половина од средствата кој што кажа ќе ги даде АДЛМ енергетика, останатата половина по пола ќе ја делиме градот Скопје и општина Газива и ориентационо кој што ми кажа некаде околу 250.000 евра за подстаниците и доведувањето на мрежата до секој стан би коштало околу 250.000 евра. Значи градот Скопје би учествувал со околу 60.000 евра. Ние тоа ќе го понудиме на Советот на град Скопје и согласно на стратегијата и програмата која што сме ја донеле, се надевам дека тоа ќе биде изводливо. Моето задоволство е уште поголемо со оглед на тоа што тој бев градоначелник на општина Газива. Значи упорно работиме за енергетика да дојде до овие дестинации, значи до Триангла, до Маџери и еве до Хиподром и конечно големо е задоволството што волкав број на станови во колективните стамбени згради, конечно мислам дека има план, има стратегија, кои што се реални и кои што сметаме дека некаде од февруар месец, март месец веќе ќе можат да се користат топлинската енергија од АДЛМ енергетика. Дали се вакви проекти предвидени за другите општини? Па видите, значи ние разговараме, сме имале состаноци многу. Значи со АДЛМ енергетика, со БЕК и со останатите, значи да и они учествуваат и ние учествуваме како град Скопје и останатите општини и во општина Аеродром и во општина Кисела вода. Значи ова е една од мерките кои што се предвидени во стратегијата за климатски промени на градот Скопје и планот за намалувањето на амбиенталниот воздух.